Proza. Venko Andonovski. 1964. Papokot na svetot. Fragment. Del prv. Kućalnica. Според сведоштвото на отец Мида од неговите предсмртни ливчиња, кои по наредба на логотетот се чуваа во библиотеката на семинаријата кај отец Јулијан Граматик, како суво злато, со другите книги истории, во таа точка, значи во самиот центар на светот, на златен држач, што завршувал со рамна златна плоча, била поставена книгата со чудниот текст на неа. Така изгледало дека книгата на својот грб ја носи огромниот пајак. Текстот на записот, според сведоштвото, последно на отец Мида, бил запишан во форма на клопче, така што не можел да му се определи ниту почетокот, ниту крајот. Од каде да си тргнал во препишувањето, поинаков распоред на буквите си добивал и поинакво слово. Но, според оние неколку редови што ни ги оставил несреќниот Мида, во центарот на клопчето текст господарела огромна црвена буква што наликувала на нашето Ж, насликана како девојка пајак со расширени раци и нозе, како што и се гледа од ликот на самата буква. Многумина предпоставуваа дека токму таа буква девојка го означува почетокот на текстот и дека од неа треба да се почне со дешифрирањето на записот. Тој запис беше пресметка на страста човекова, на неуморноста кон вино и жени. Виното опива и виденија дава, и книгата опива и виденија дава, и папокот на жената опива и виденија дава. Изгледа дека тие три нешта воопшто не се толку различни колку што се различни зборовите за трите нешта. И јас знаев, не постои еден папок, едно среде на светот. Оти на три е разделено. На чаша, папок женски и слово. Исто како и светлината што ја гледав, а што беше и боја, и музика и светлина едновремено. А сепак тоа беше едно. И знаев дека несреќата на човекот е во тоа разединување. Од едно да се направи многу, наместо обратно да биде. Оти блажен и среќен е оној што од папокот на жената љубена, од словото свое и од чашата вино ќе се отвори едно. Оти само тогаш ќе го најде, ќе го означи средето на светот. И средето ќе биде во него. И тој во средето. Дел втор. Клуч. Реков дека джезот многу ми значи, дека по завршувањето на училиштето најверојатно ќе избегам од земјата, за да ја избегнам војната обврска, и дека најверојатно ќе студирам джез академија во Берн. Таа гледаше во мене стрештено, разочарано, и јас дури отпосле сватив дека Луција била загрозена од мојата одроденост. Тогаш ме праша, зарем не ми се допаѓа старата македонска народна песна? Реков дека ми се допаѓа, но дека од неа новите фолк музичари најчесто прават кич. А јас од неа ќе правам джез, реков. Тогаш таа ме праша каква врска има джезот со еден македонец. И зарем не е токму тоа кич, кога некој кој израснал крај Зурла, Кавал и Тапан, сака да свири музика што не му припаѓа, туку им припаѓа на црнците. Зарем не е тоа како да калемиш авокадо на македонска черешна, праша. Јас одговорив дека джезот е универзална музика, како што Кока-кола е универзален пијалак, и дека треба да се искористи мундијализмот, за под негово руво да се пласира богатството на нашиот фолклор. И реков дека джезот веќе е сосема испразнет од фолк содржините на црната раса, од неговата изворна фолклорна содржина, дека е останата само неговата рамка, неговата универзална музичка форма, која сега треба да се полни со нашиот фолклор, и не само со нашиот, туку и со секој фолклор во светот. Оти не е само нашиот фолклор богат, туку има такви уште неброени и незнани богатства на планетава. Така, джезот ќе стане универзален дух на планетата и, во суштина, интелектуална,
a intelektualizmot ne je nacionalen, tuku kosmički. Dragi Mihajlovski, 1951-2022. Smrtan dijakot. Fragment. Naši Bog je kako dlaboka morska bezdna. Reče potoa starec od zagledan preko vrvovite od temnoto dabje, gore vo vrvovite nastrmni od pelister, se ušte pokrijan so sneg. Za da go najdeš, treba da se nurneš voneja. Samo silnite naum, što so njegova pomoć go primile umstveното bogatstvo, ja preplivuvat i se vraćat. Slavite naum se obiduvat da go preplivat moreto kako so gnili korabi, pa jedni tonat, drugi so maka odvaj dišat, bezpomoćno lulajki se so mrza. A što je su nivni od Bog? Go prašav i probav da mu go sledam pogled od preko šumata, utvrdenata bitova i planinite nadneja. Da ja produžam metaforata, reče to i me pogled na pravo v lice. Nivnio te kako tesnec, dostapen i prooden. I sekoj, mal i golem, može da go preskokne, zašto vo nego nema ništo nad čovečkite naviki, a samo ona što sekoj može da go izvrši. Nivni od prorok, pročujeni od Muhamed, v sušnost ništo ne im zapovedal. Negi zauzdal gnevot i pohotljivosta, tuku poslušnicite svoji gi postavil na rabot za postojano da se strupoluvat vo beznata. Naši od Hristos, za razlika od nego, teško to go izdiga nagore, so vera i Božje dobrodeteli. Tvorec na se, to go sozdal čovekot na sredinata među angelite i životnite. So govorot i razumot go odvojilo od životnite, a so gnevot i pohotljivosta od angelite. Dobro mu beše ova kažano. To je se kogaž dobro i rečito govoreše vo nužnata se razbira pristrasnost za sobstvenata vera i religija. Ne deka ne mu veruvav, tuku žilen za znanja pomalko teran od svojata luta tvrdoglavost, pomnom deka mu rekov, a ne li Hristos i Muhamed se povikuvat na stari od zavet? Ne li i jedni od ti drugi otveruvat vo jedan Bog? Taka je, mi reče vidno nalutan. Popravo si, no samo površinski. Ništo ne je taka kako što izgleda. Ne mi je jasno, mu rekov. I nema da ti bide, mi reče, sve dodeka ne stigneš na moji godini. Togaš može biće shvatiš deka islamot i hristijanstvo to se samo prividno slični, a v sušnost maksimalno različni. I ušte pomnam ja dodade, kako sekoj postar pretpazliv čovek za kanata. Ako ne ti dojde umot na vreme, sigurno će ti zamine ama soseglava. Čuvaj se od zloto. Ne znam, mu rekov i se podmestiv na drvenata klupa. Ja sum hristijanin, ama dlaboko vo sebe sum svesen deka i islamot ne mi je mnogo daleko. V sušnost, so godini stanuvam ravnodušen i kon jednate i kon drugata vera. I dve te za mene su uvozni, ne naši. Vreme je da se vratime kon izvornite, slovenski bogovi. Tije sigurno se poveća naši. Goce Smilevski, 1975. Razgovor so Spinoza. Fragment. Ja sonulaš li, Spinoza? Sonulaš li zaneja? Dodeka te podučuva za konjugacijite i deklinacijite, dodeka gi izgovara zborovite čije značenje se ušte ne goznaješ, te vzbuduva li načinot na koji se trkala glasovite ponizinoto grlo, zasiluvajki se nagore kon ustata, voobličuvajki se među nezinite usni, vleguvajki vo tvojte uši. Sonuvaš li kako trkala niz grloto i drugi glasovi, kako te dovikuva, kako go izgovara tvoje to ime, ne samo koga te opomenuva deka ta i ta imenka ne vo toj i toj padeš, tuku i koga se budi i koga zaspiva. Sonuvaš li deka go šepoti tvoje to ime? Reče, toliko je čudno. Postoji mik vo koji, ako dovoljno dlaboko se prašuvaš, koji si, i ako dovoljno visoko si go izgovoriš imeto, ako celiot se pretvoriš vo to prašanje i vo to je odgovor, te go zaboraviš svoje to ime.
Веројатно, затоа што името е лажен одговор на прашањето кој сум јас. А потоа ќе го заборавиш и прашањето. Не ќе можеш да го најдеш ниту тоа кој сум јас во својот ум, за да можеш да се запрашаш. Веројатно, затоа што со тоа прашање, со тоа кој сум јас, не се стигнува до она што е јас. И тогаш настапува еден толку чуден миг, кога ги губиш и одговорот и прашањето. Тогаш имаш чувство дека ги губиш и сите оние нешта за кои веруваш дека си ти, а не си. И тогаш стануваш ти. Тогаш постоиш во себе. Посакуваше ли да се прашуваш кој си ти? Посакуваше ли да си повторуваш до бесвест кој сум јас? Те замислувам како трчаш по ливадите кои започнуваат онаму каде што завршува Амстердам, додека Клара Марија, накривнувајќи, брза по тебе, а ти ги повторуваш наизменично прашањето и одговорот. Најпрво еднолично, како кога се собува човек, или како кога мие раце, потоа со забрзаност, па со некаква истоштеност, па со вџашеност, и на крајот ги губиш прашањето и одговорот, се губиш самиот во кој сум јас и во своето име, наоѓајќи се себе, наоѓајќи го јас. Петар Андоновски, 1987. Очи со боја на чевли. Фрагмент. Легнат на црн кожен тросет во психијатриската ординација, Нестор се обидува да се сети како се најде на тој погреб. Неговата психијатарка Марта, млада и успешна жена, му кажа да се сети на секој детаљ од погребот, за да можат да го евоцираат проблемот. Нестор е писател. Зад себе има неколку неуспешни романи. Неговиот роман «Ние» пред 25 години беше прогласен за најдобар роман. А неколку месеци подоцна Нестор, заради романот, беше обвинет дека работи против државните интереси. Неговиот роман и во мигот на прогласувањето за најдобар роман, и во мигот кога Нестор беше обвинет дека работи против државните интереси, беше сосем погрешно разбран. Тоа беше автобиографски роман кој зборуваше за неговото мачно детство, поминато со неговата грбава тетка. Многу критичари сметаа дека во грбавата тетка се крие некаква символика, па романот го прогласија за еден од најдобрите романи во последните 50 години. Символиката набргу ја откри власта, која мислеше дека романот е побуна против неа и дека Нестор со романот сакал да каже дека маченото дете е народот, а грбавата тетка е лошата власт која го малтретира детето, односно народот. Во тоа време власта се сомневаше во секого и во се. И покрај обидите Нестор да докаже дека е погрешно сватен, дека во романот нема никаква символика, никој не му поверува. Дори ни грбавата тетка, која во тоа време се уште беше жива. Нестор набргу по обвинувањето дека работи против државните интереси, беше осуден на 8 години затвор, од кои одлежа 6, а од другите 2 беше помилуван поради доброто поведение. По падот на тој режим, новата влада го рехабилитираше и повторно му ја врати старата репутација најдобар писател во последните 50 години. Но Нестор беше свесен дека не е тоа и сакаше оваа грешка да ја оправда пред идните поколенија и да напише вистинско ремек дело. Но не само што не напиша никакво ремек дело, туку тој по судењето немаше напишано ниту една реченица. По обвинението дека работи против државните интереси и 6 години затвор, Нестор страдаше од параноја. Постојано имаше чувство дека некој го следи. И така, легнат на црн кожен тросет, не баре лежи во мал брод, кој треба да го однесе од средината до почетокот на морето, Нестор треба да се сети како се најде на тој погреб. Со покојната не се познаваше, како ни со другите членови на нејзиното немногу бројно семејство. Во еден миг, кога помисли дека никогаш нема да се сети, пред него се отвори сеќавање како кога дзиркате низ клучалка во непозната соба
и наеднаш се отвора цела врата пред вас. Нестор можеше да види како една жена оди пред него и во рацете носи црни карамфили, замотани во бела хартија. Нестор ја сакаше таа хартија. Тој имаше чувство дека токму таа бела хартија ќе му ја донесе среќата. На неја ќе напише првата реченица од романот која толку очајно му беше потребна. Но, наместо да заврши со хартија во рака, Нестор заврши во капелата каде што одеше жената. Но и покрај се, тој не се откажуваше од хартијата. Во еден миг, кога помисли дека најпосле во гужвата ќе ја извлече белата хартија, пред него се испречи еден крупен маж, кој ги зеде карамфилите на жената. И тогаш, Нестор почувствува како некој го наблюдува. Тој се плашеше да погледне и тргна кон излезот. Како што одеше тој, така по него одеа очите и го наблюдуваа. Ете, од тогаш Нестор имаше чувство дека некој го наблюдува. Владимир Јанковски, 1977. Невидливи љубови. Фрагмент. Прв дел. Приказната за Мила и Марко. Онаму каде што кога ќе се разбудеше, можеше да помисли дека не се наоѓа ниту на земјата, ниту на небото. На мансардата од една 16-катница во најгусто населената скопска населба Аеродром живееше Марко. Марко имаше 30 години. Сакаше да собира билети за кино и театарски представи и врз нивната заднина да пишува куси пораки. Беше од оние луѓе кои обожаваат скришно додека таа е отсутна, да ја земат блузата на својата љубовница и да го нурнат лицето во неа. Уживаше кога талкајќи низ градот, одеднаш ќе застанеше среде улица, за да му дозволи на градот малку да се патува низ него. Имаше една желба за која веруваше дека веројатно нема да ја оствари. Да изгради куќа и огромна градина со дрвја, распоредени на тој начин, што погледнати од високо, би составувале писмо, што земјата му го пишува на небото. И поседуваше една специфична вештина. Вештина за која никој ништо не знаеше. Вештината да се претвори во секој предмет што ќе го избере. Телефон што упорно молчи, токму тогаш кога најмногу треба да зацвони. Стакло од излог врз чија површина се одразува нечиј кус допир во 3 по полноќ. Скршен чадор оставен на клупа по пороен летен дожд. Дзид во кој се впиваат криците на љубовници кои веќе не се сакаат. Маса од хотелска соба исполнета со расфрлени предмети. Сведоци на свет што си заминува за помалку од 24 часа. Распарчен дрвен стол, поставен во задниот двор на некое училиште. Заплака немарно заборавена покрај пластична туба за пренесување бензин. Пепелник чии догорчиња ја раскажуваат приказната за должината на успешната средба. Такви, секојдневни, обични предмети. Требаше само да одлучи. И веднаш се претвораше во посакуваниот предмет. Но Марко многу ретко, речиси, никогаш не употребуваше својата моќ. Зашто беше од оние луѓе кои веруваат дека најголемите моќи се дадени за да се користат колку што е можно помалку. Како скржав поет кој пишува неколку песни годишно, како генијален музичар решен да одсвири некое неверојатно комплицирано дело само еднаш во животот, како врвен патник кој студиозно се подготвува за единственото патување, од кое можеби никогаш нема да се врати. Се додека не ја сретна Мила, она која ќе биде причина за илјадници преобразби. Кога никој ќе ја прашаше да се опише себе си, Мила одговараше со внимателно подготвен одговор. 30 годишна службеничка од секторот за кредитирање во најголемата македонска банка. Имам една ретро особина. Сакам да собирам билети за кино и театарски представи и врз нивната заднина да пишувам мали пораки.
Потоа следува уште една особина, наследена, веројатно, од скопското детство во 80-тите. Обожавам да ја земам кошулата на својот љубовник, тајно, кога тој е одсутен, најчесто во тоалетот, и да го нурнам лицето во неа. Уживам кога талкајќи низ градот, одеднаш ќе застанам среде улица, за да го вдишам мирисот што се шири околу мене. Имам една желба. Веројатно нема да ја остварам. Но, нели, такви се најубавите желби. Да изградам куќа со огромна градина, во која дрвјата се распоредени во форма на писмо, што небото и го чита на земјата. Петре М. Андреевски, 1934-2006. Вампир. Не би ноќ по закопот на Најден Стојкојчин и Најден пак се врати в село. Како се врати? Зошто се врати? За чиј инает? Дали нешто заборавил? Дали на нешто се сетил по смртта? Никој не знаеше да каже. Некои зборуваат дека неговото враќање го помогнала неговата уплакана жена Најденица. Бидејќи по погребот заборавила да се измие на јазот ночески и да си фрли вода преку рамената. Други мислеа дека се припратил по некого кој многу жално се свртел на излегување од гробиштата. Нагаѓа се и се што за неговото враќање. Иако никој не можеше да види со што се вратил, дали само со својата покојна душа или и со нешто друго. Никој не го имаше видено Најдена Стојкојчин, а сите го чувствуваа покрај себе. Некаде се јавуваше како надушкување на куќна омарнина, некаде како нечија сенка, а најчесто како нешто што ти прелетува за тилот, а потоа како провев ти се провира низ ногавиците, низ ракавите. Се јавуваше секаде каде што поминал пред да умре од недоветра. Честопати ги одградуваше градините, воведувајќи ги во нив говедата за да го газат зеленчукот, или качен на селските коњи се шеташе низ планината. Секогаш кога некој коњ ќе се вратеше испотен во слабините и со конци пена на муцката, сите знаеа дека тоа го јавал Најден Стојкојчин. И што не претргаа луѓето таа Божја година, најдолга од сите години. Ќе седнеа да вечераат и туку ќе видеа една лажица, никој што не ја држи, како се открева на трпезата, меша во манџата, се шета низ воздухот. Луѓето се вкочануваа и долго потоа остануваа подзинати, со недочваканата храна во устите. По некое време, некој од постарите ќе се престрашеа и ќе ја викнеа Најденица, таа да моли да не ги плаши Најден. И таа молеше. А тие и велеа да моли уште, и велеа. Оди си, Најдене, каде што те оставивме, повторуваше Најденица, што не си го дозеде сиот, Господе, што не си го доземеш сиот, возбудено зборуваше Најденица. А луѓето за сето време се погледнуваа меѓу себе. Темно и мачно се погледнуваа меѓу себе, како сета ноќ да истекуваше од нивните очни црнки. И иако се тресеа како прачки над речен издув, се чинеше дека со ништо не мрдаат, освен со своите очи. А студени трпки им се качуваа по петиците до темето, и сета соба со студени трпки се исполнуваше, кога ќе се очкрнеше некој прозорец, откаде што излегуваше Најден Стојкојчин, смилувајќи се на Најденица. Тогаш во ист миг сите селски кучиња почнуваа да лаат. Беше тоа заглушувачки лаеж што се креваше до небото, што се слушаше и преку планина. Речи си еден ден јавање подалеку од селото се слушаше тој заглушувачки лаеж на кучињата. Ќе ни ги подкопа темелите од куќиве овој пеколен лаеж, си мислеа луѓето и ги затнуваа ушите, го запираа дишењето. Им запираше и реката. Некои виделе како им запрела реката. Не им секнала, туку само запрела, се смраморила. Каква трага им оставаш на кучињата, шепотеше тогаш Најденица. На што те лаат, што ти гледаат, кога никаде не се гледаш, Најдене? И целата таа Божја година никој не заспа.
Nikogo sonot nego prelaga od strav da ne bide udaven, da ne bide odveden vo nekoj vetren vitel, slede nekoja rečna matica, da ne bide razbuden na nekoje visoko i dalečno drvo. Ako zadremeše, nekoj vednaš po zatvoranje to naklepkite, izlipuvaše, kliknuvajki kako da je nagazen od nekakvo potkovano kopito, od nekoja bestelesna težina. Ludjeto se sobira okolo nego, go napiva blaga voda, a potom site se čadeja so nekakvi suvi i smrdljivi trevki. Se zasrknuva od čadovite i se zakašluva mačno, kako što veja mačniji nivnite dolgi noći. A kakvi noći imaše najdenica? Kako gi preškrtuvaše tije noći? Kako li gi razdenuvaše? Zašto nizinite noći bea najdolgi noći na svetot? A takvi gi praveše najden, koga i se kačuvaše po skalite, koga i grebeše po prozorcite, koga i otvoraše razni vrati i vratničinja, koga i gi raspletuvaše glavnite v ogništeto. A lele, koliko dolgi mačni noći imaše, koga ti se vovlečeše vo postelata, koga ti ja nalegneše teška težina. Sekogaš vo tije momenti, najprvin sakaše da misli deka to je samo od pokrivačot, i pokrivačot vednaš go otvrlaše. So sudni maki go otvrlaše, ama težinata pak i ostanuvaše. I ta odnovo počnuvaše da moli. Odi si, najdene, ne mači me, najdene. Bidi dobar kako koga tvojite nozete nose doma, a što te nosi sega najdene, mrakot ili vetrot. I taka dodeka se moleše najdenica, vo isto vreme, kako i da slušaše, kaj da si odam, ženo zlatna, kaj da se vratam, koga od nikada ne sum došol. V sušnosti tije zborovi gdje izgovaraše najdenica, malku kako prekor, malku kako besmislena uteha. I duri koga ti polesneše, duri togaž znaješe deka nizinite molbeni zborovi gdje poslušal najden i deka se premestil na nekoj drug kraj od sobata. Edni nojki pak poneku kupati i vlekuvaše v kući, donesuvajki i šećerčinja, ukradeni od mejanata na vidana siveski. Kako može da gi donese, gospode, si misleše togaš najdenica, so koj race gi zema, koga racete podzemlja mu gi ostaviv me, vo koj džebove gi stava i kako gi iznesuva, koga mejanata je zaključena. Ama ete, to i gi noseše šećerčinjata. Tuko najednaš tje zaštraka od ozgora, vo gomarniot, vo razboleniot vozduh i tje se istureja na sredinata od sobata, tje blesneja od nekade. Ponekogaš i padja tokmu vo skutot, i togaš graški pot izbiva pod gušata, pod miškite i sekade. Ne možam da jadam ukradeno najdene, iako sakaš luti mi se, pak je mu gi vratam na meandžijata, zboruvaše najdenica, so zdebelen jazik od uplavot i ušte u tredenta gi vraćeše. Ne veruvav deka će me krade, mrmoreše meandžijata vidan siveski, ni šajke nekakov moliv naušite. Ne veruvav deka će krade i onoj što cel život gi kaznuvaše kratcite. Prosti mu, brate vidane, zboruvaše najdenica. Koji znaje nemu kako mu je. Se šeta među ludje, a nikoj ne gleda. A može bi mu se spojeni denoti noćta. A so toliko dolgo vreme nikoj ne znaje što da pravi. Nikoj ne znaje što da raboti. Može bi je taka, odgovaraše meandžijata vidan siveski. Može bi i na mrtviti im treba nekakov prijatelj. Ama kako je odbra kražbata za rabota. Prosti mu, bratče vidane, povtoruvaše najdenica. Ja sve će ti vratam. Sve što će ti ukrade, će ti vratam. Ama najden stoji kičin. Ne kradeše samo od mejanata na vidan siveski, tuku od site kući, od celo selo. Na nečkovcim snema kopa snopje, i site gi najdoa vo gumnato na najdenica. Nekoj ubavo videle kako snopje to odat niz vozduhot i kako se spuštat vo gumnato od najdenica. Podocna i site masovno izleguva da gi gledat ukradenite predmeti, kako patuvat na celoto i kako se spuštat nad kućata od najdenica. Na plevnešovci im zagina magareto, a go najdoa vrzano vo pondilata od najdenica. Na bobušovci im snema jedno bale tutun i nekoliko jabolka za kanenje na svadba.
Na Kvačkovci jedna kola tikvi, na Jonovci jedna niza piperki i 3 kitki kromit, na Švrgovci seta vapsana predja za pletenja čorapi i 2-3 košnici so drenki, jajce i lešnici. I sve to beše najdeno pakka i najdenica. A ta se im vraćaše, do igla vraćaše najdenica, duri i togaš koga među sebe se krade ludjeto. Duri i ona što ne beše kajne, a najdeno, go vraćaše. Dodeka možeše da vraća, a koga veće ne možeše, ludjeto se pobunija. Ne saka me Voselovo žena što se druži so nečestivite, vika ludjeto, sobirajte se vo kupčinja prednizinata kuća. Kaj go kriješe ona što to i go krade? Zar samo odmazdave vodi do mene, veleše najdenica, i prekrstuvajte gi racete se kolneše voleboti sonceto, se kolneše deka nema ništo, deka ne znaje ništo. Ne kolni se zalaga, vika ludjeto. Gospod nije svedok deka cela godina ne sme zaspale, deka dobitocite ni se isušija, jadenjata ni od milea. Ne saka me veće da živejeme so kražbi i stravovi, kraka ludjeto. Koga ne mi veruvate, dobri ludje, togaž kažete mi kako možam da se otkupam, so što možam da se otkupam. Povtoruvaše najdenica, brišejti go svojeto vodovrično lice. So to što će se iseliš, kade što notjevat bolestite, kade što se sobirat se ništata, vika ludjeto. Ili so to što će sobereš pari za da plati me čovek što može da gleda vampiri, zašto samo čovek što može da gleda vampiri može i da gi ubiva. Najdenica pak se kolneše deka nema otkade da sobere, deka najden koga bi znajelo ti će treba i kako mrtovec da se ubiva, sigurno će ostave pari. A ludjeto ja podsjetija na nivčinjata i rekoja da im gi prodade nivčinjata. A od što će živeam jas, zboruvaše najdenica. Ne obiduvaj se i so plaćenje da go spasuvaš, i odgovara ludjeto. Umri od glad, kako i nije cela godina što umirame od straf, zboruva ludjeto. Po 3 dena dovedoa čovek što može da gleda vampiri. Koji znaje kaj go najdoa, od kade go dovedoa, ama go dovedoa i vednaš mu dadoa puška. I koga se zamrači, koga kućinjata počna morničavo da lat, već je site znaja, deka vo seloto vlegova najden Stojkojčin i čovekot izleze da go bara. Ludjeto odea po nego, namovnati kako i noćta, kako i lažot na kućinjata, kako i rekata što pak im zapre, ne da im sekne, toko samo im zapre, se smramori. Nego, zbivajćeše poteše čovekot što možeše da gleda vampiri. Već i to ime vide i počna da bega. Seka se kači na plevnata. Već je skokna na čardak, saka da se skrije vo ambaron. Se obiduva da stane pajak, lebarka ili molec. Ne znam što saka, no ne mu uspeva. I već je pretrčuva preko gumno. Zboruvaše čovekot i kako što zboruvaše, najednaš podzapre, jak krena puškata i pukna. Pukot se raznese niz mrakot, se svrte niz poleto, udrivo ridovite i pak se vrati od kaj planinata. V sušnost, toj pukot, kako da odzatna nešto od noćta, kako da istiši nekakva težina. Kućinjata prestana da lat i rekata pak proteče, trgna kako i porano. Kade li ja kriješe krvta? Se prašuva ludjeto, vraćajte se po kućite. Kako li ja noseše? Šepoteja za krvta što si je isturil, što se plasna vo gumnato od najdenica. U tredenta nizinoto gumno beše potemneto od narod. Se zbiraše i maško i žensko, i golemo i malo, i bolno i dolno. Site se tiska, se poturnuva, se nagazuva, jedni podskoknuva ili samo gi izdolžuva vratovite, drugi kleknuvajći se pripiknuva među ludjeto, za da je dzirnat krvta od duhot na najdena Stojkojčin, za da je vidat negovata povtorna smrt. A na gumnoto, srede krvta, zagradena od ludjeto, ležeše najdenica. Ležeše pogodena vo srceto, so otvoreni oči što i gleda visoko vo neboto i so malku podnasmevnato lice. Izgledaše kako najubav i najsrećen mrtovec. Za da go ubije, nego sigurno moral da je ubije i Nea, zboruvaše jedan starec. A što go puštala da i se krije vo srceto, zboruva ludjeto, krevajte gi glavite kon ridovite,
Otkade što kako letni poroji, tako zagrgoreni su vodolici, dotekuvaše narod i od sosednite sela. Jadranka Vladova 1956-2004. Izmisluvanje skazni. Čovjek treba da je mnogo vnimatelен koga izmisluva skazni. Decata gi znacite, a bi sakale da slučna tušte. Drugi, novi. No tije mora da bidat kako starite, poznatite, i ne smejat da bidat isti. Umejat da kažat, ja znam ta, koga će prepoznat deka se povtoruvate. Ima prezir vonivnite oči. A mnogo je teško da si izmislat novi skazni. Blaženi se onije vreminja, si pomisluvate, koga decata ne znajele ni tu jedna, pa od praktičnost ste možele po desetina pati, da im gi preraskažuvate već izmislenite skazni. Da im gi čitate, so mali intervenciji, starite skazni od knjigite. No, došlo vreme koga tije go fatile sistemot. Ja značemata, umejat da ve podprašat. A kako se prepoznale? Dokolku izmoreni ste go zaboravile, to je takav važan element na skaznata. Mnogo često se vadite deka vi je zdodevno da izmisluvate, a v sušnost ve fatil očej poradi nemoćta. Ima i ljadnici kombinaciji so koji bi možele da se napravat novi skazni, a tije nepoznati, slični, a poinakvi. Ete, jednostavno ne saka da vi dojdat na um. I izmisluvate pričini, za da im se nalutite na decata. Gi praćate vo deckata soba. Im izmisluvate besmisleni zadolženija, samo da se trgnat so svojite golemi, začudeni i proniklivi oči. So svojite prašanja. Počnuvate da gi odbegnuvate. Izmisluvate specijalen den za skazni. Edinstven vo nedelata. A sepak vi seknuva inspiracijata. A koga već se zakanuva opasnost da se pomestite od umot, poradi klasični od sudir na želbiti i možnostite, bideći vi sakate da izmisluvate skazni so koji će predizvikate priznatelen sjaj vodeckite oči. Togaž vi svetnuva prekrasna ideja. Treba da se smenat mestata. Tije što do včera slušale, sega će bidat raskažuvači. Može, može, može. Pleska coračinjata, a već ovo srednji otmik zasrameno se podbocnuvat koji će počne. Pokusi na teganja počnuva najsmelijot, a drugi te ušte od prvata rečenica go ispravat, go nadopolnuvat. Da, mora da se dogovorite. Eden raskažuva. Drugi te samo ponekogaš može da postavuvat prašanja. Kako, kade, koje. I se razbira najčesto zašto, drugo ne. Dogovoreno, dogovoreno. I togaž se teče dobro. Se smejete. O, mnogo vi je smešno. Legnuvate vrs podot. A potom seriozno se zamisluvate nad svojata raskažuvačka sposobnost, svojata sugestivnost, raskažuvački od autoritet v sušnost. Bideći, ti je vela deka Itar Peo je izlažal crvenkapa. Siljan štrkot je nagostil lisicata so jadenje v šiše, otkako ta mu se pravila ženska i pol. Pepelaška se omažila za tjelešot, zato što devojčinjata se kogaš poveće go cenat umot od bogatstvo to. A na sredi nođa i Alibaba bile bratučedi. Da, i site princezi se sestri. Една ta preko 300 jamboliji je skokotkal Federot, pa mu rekla na princot, deka će go otkači ako ne javikne super mravkata da suredi so postelata. Maličkata sirena je ispila volšebnata voda i stanala najgolemata drdorlivka na svetot. Pa princot eden den ja tresnal vratata velejki. Otidov povtorno da se udavam. Pa jo patoroti mini se zemale i živele srećno i radosno so svojite 7 dečinja gluvopajčinja. O, se fajćete zaglava. Vašite skazni se v sušnost uništeni. I nekoja lutina go obojuva prašanje to so koje najdobriot izmisluvač, nekogašnijot vaš dimatelan slušatel, go prašuvate što će bide koga će porasne. To je so čudna superiornost, posodvetna za mnogo postara vozrast, sigurno so lesno izvikuvanje na usnite vi veli. Peperutka. Včašeno prašuvate, zašto?
Заборавајќи дека го кажувате најчестото детско прашање кое сте успеале да го замразите поради наивноста, со која нежно, а решително ги уривало сите ваши блескаво замислени конструкции за сказните, што можеле да бидат сосема добри без него. Одговорот на малиот раскажувач е просветлување. Сега знаете што можело да го олесни вашето кажување сказни, кога децата неброено пати го поставувале тоа прашање. Идеалниот, сеопфатниот и единствено точниот одговор е кусиот збор, што малиот раскажувач со и наетлива интонација го вели така. Александар Прокопиев, 1953. Сен трпе. Втора половина на август годинава. Од 8 до 8:30 наутро. Со цигарчето во уста, кое како да се смалува и до колена во езерото, Мики, упорниот рибар, со блинкер фаќа мренки и кркушки, запечени пастрмки. Покрај Мики рибарот, на плажата се активни уште две деца, Гаге и Танче, кои се капат и скокаат од неподмитливиот камен. Мазна карпа, испапчена над водата, 10 метри од брегот, откаде што полузаинтересирано ки наблюдува машко русокосо дете, Климче, фрлајќи камчиња во езерото. По плажата минува едно поголемо теле. Климче го гаѓа со камен. Телето подскокнува, како бафало, со своите 150 килограми. Ти да си теле, што би правела? Прашува Гаѓе. Би скокала, одговара Танче, не подигајќи го погледот од својата дланка во водата, околу која се сјатило стадо плашици. Подолу, под најголемата врба на плажата, една забрадена бабичка ги мете камењата од паднатото лисје. На терасата кај Живко, газдата и гостинот од Скопје, пензионираниот актер, си мтнуваат по една домашна. Од пазувите на актерот повремено се слуша рапаво кавкање, како да се накашлува актерот, кој инаку зборува со длабок глас. Но љубопитникот, ако се приближи, може да види дека од закрилата на тешкото актерово тело цирка главичка со зашилени уши на една чивава, што се обидува да лае. Знаеш ли ти да ми кажеш како се викала жената на Самоила? Басот на актерот го наполнува обемот на целата кафеанска тераса. Не знаеш, а од тука си. Веројатно малкумина го знаат одговорот. Агата. Агата. Сечената белина на пузата го исчекува следното прашање. Колку деца имал Самоил? Од 8:30 до 9:15. Мики е се уште во вода до колена. Со цигарчето што чади, а не се смалува. Зад него на брегот неколку навивачи. Еден во капечки костим, друг во избледена мајца без ракави и куси панталони. Третиот актерот со минималната чивава, сите со запалени цигари. Две фрлени уловени рибки, една претка, но млитаво, околу другата, неподвижна, се одомаќиле оси. Имаш плашици колку што сакаш, можеш да ги пипнеш во вода, коментира оној во избледената мајца. Мислиш дека си како некоја крпа пред нив, ама иако се викаат плашици, ич не се плашат. Вкусен си им. Чивавата исчекувајќи гледка нагоре кон лицето на господарот. Да, вели тој. А знаеш ли ти, миличок, дека Иван Владислав, синот на Самоиловиот брат Арон, може да биде македонскиот Магбет? Историјата дава доволно причини да се прифати оваа споредба како можна. Човекот во маицата стаписано го гледа, како да е тргнат од сон. Јас не знам зашто ми збориш. Од 9:15 до 10. Децата од Трпејица во сини дресови започнуваат со својот кајак тренинг. Езерската шир изгледа уште покристална, додека ја сечат клоновите на кајаците едноседи, двоседи и четвороседи. Како да се наоѓаме на некој полинезиски остров. Ја бираме својата фаворитка. Девојчето со црвен качкет и црвено елече, кое супериорно, со помал број замави, ги претркува останатите. Бабичката, што пред еден час метеше, сега е седната на клупа под истата врба. Ја расплетува бавно, без брзање,
ribarskata mreža od sinot i mu se žali na včerašnji prenos na plivački od maraton, na akterot koji što sočivavata vo skutot sedi doneja. Nišćo ne dadoja na televizija od celata, ni trpejca, ni pešćani, samo ohrid go dadoja. Akterot ja teši so debel glas, no potivko. Ne sekiraj se, babe, televizijata nije takva, nikakva. Samo to gi interesira. Kaj mrnal predsedatelot, kaj prdnal ministerot. A da gi prašam nešto istorijske, na primer, kako se vikal sinot na Vladislav, uplav tje gi fati. Koj Vladislav? Tje se rastrčat, onoj zamenik od minister ili onoj direktoron na bankata, toj mora da je. Ima sin za vrabotovanje vo diplomatija. A čovekot je Vladislav na Aron, bratot na Samoju, a sinot mu se vika Alusijan. Vo međuvreme, nezabeležljivo, devojčeto go nabližilo kajak od Dobregot. Duri po nizini od vesel vrisok, goz dogleduvame so se crveni od kačket, kako pliva brzo i elegantno, kako što i veslaše, kon veseloto kapačko društvo, okolo nepodnosljivi od kamen. Ermislav Fazanovski, 1961. Zborovi i alatki. Ta sakaše zborovi, jas alati. Ta imenki, jas navrtki. Ta glagoli, jas mistriji. Ta predlozi, jas čekani. Ta členovi, jas šajki. Ta zamenki, jas zavrtki. Vo moja ta rabotilnica imaše se. Nakovalna, klešti, kopač, nožici, čekan, tesličar, tesla, gleto, bičkija, mistrija, rende, svrdlo, mengeme, struk, torpija, pila, šajki, santra, šilo, lima, metro. A sepak nemav nekoj osoben zanajet. Tapak vo nizinata glava imaše glagoli, imenki, predlozi, zamenki, slogovi, prefiksi, sufiksi, a sepak ni tu ta ne beše nekoj jazičar. Od nizinite zborovi jas najmnogo gi sakav tije koji što označuva alati. Ta, od mojte alati, samo nivnite iminja. Točno je, behme različni. No ne trebaše ta razlika da bide ni tu povod, ni tu pak pričina da se skarame. Jednostavno trebaše sekoj da si ja gleda svoja ta rabota. I može biti denes tje behme zajedno. No se čini deka ni Gospod ne možeše da nija rastrgne tvrdoglavosta, vo koja zapadjat nesrećnite po duh ili nespretnite vo race. Ludje to velat, tvrdoglav kako magare. No grešat, videći treba da kažat tvrdoglav kako čovek. Oti magare to ne je tvrdoglavo, to je jedinstveno to životno što ne mu se pokoruva na čoveka. Čovek otpak so negovata tvrdoglavost, nema so koji da se meri. Pročem, koneski imaše nešto napišano za magarinjata, no ne se sjećavam nikade nikoga. Da im se vratam na problemite. Koga odev me nekade zajedno po ulica, jas će stopati se vednev dokulku tje zdogledav nekoja navrtka, pa bez beli tje mi pritreba si ja stavav čep. Ta vednaš tje izvadeše jedno malo tefterče od džebot i ti go zapišeše imeto na ta navrtka. Ako tje sretnev nekogo kako si go poprava automobilot, tje zastanev i ljubopitno tja nurnev glavata vo motorot. Ta najprvin tja zapišeše markata na automobilot, a potom zborovite što gi slušaše dodeka nije majstorite razgovaravme. Koga tje zastanev pred neko izlog na dutjan vo koji se prodava atalati i sozanec prebrojuvav vo mislite što imam i što treba da nabavam vojdnina, ta vednaš go vadeše džebnoto tefterče i praveše popis na site imenki što ti gi videše prednejavu izlogot. Mene mi izgledaše nizinata taka narečena zboro podreduvačka manija nevoobičajena, pa duri se osmiluvam da kažem i smešna. Od druga strana pak, neize, moje to zanimanje za alati i izgledaše kako večno povtoruvanje na istoto. Popusto se obiduvav da i dokažem deka so alatite možeš nešto da napraviš, dodeka so zborovite, može samo da si igraš igrački. Ta sekogaš imaše dovoljno dobro smislen odgovor vo korist na nizinite zborovi, so koji što čestopati me stavaše vo nedoumica. Naše to podlaboko soobrazuvanje započna vo migot koga sosema spokojno jedna letna večer si šetav me pokraj bregot na Vardar i koga befme madjepsani od iljednicite svetulki na gradot koji što se odslikuva vo matnite vodi. Ja si rekov, se sjećavam deka ne beše so nekoja posebna namera,
tuku zato što toa taka izleze od mene, deka da ne be alatite, neće postoješe skopje. Ta vednaš mi vrati so toa, deka da ne bea zborovite, neće možev nitu da go zamislam, a kamoli da go narečam, a ušte pomalku da go izgradam gradot. Mene me fati smenje, no nego pokažav toa javno. Produživ da i dokažu vam nešto za koje što ta očigledno ne beše ušte spremna da go prihvati kako vistina. Možeš li ti, i velam, da go narečeš gradot grad, koga ne bi bil so alati izgrade? A možeš li ti da mi go pokažeš gradot ako so zborovi ne omedjen? Da, no to i sepak postoji. Ne postoji doteka ne je narečen. Togaš ušte ne bev svesen, no nije se obiduvav me da izgradime grad od zborovi i alati. Koliko i da izgleda čudno, nije togaš ne bev me deca. Tuko ne beše fatila već i sredno doba. Prethodните razpravi završuva taka što ta će zamineše na nekoliko dena ili nedeli na nekoj nepoznat seminar ili kongres, barem ta taka veleše, a jas će se zatvore vo svojata rabotilnica i će se ostavuvav plakari, škafčinja, ormarčinja, fioki, masički i drugi potrebštini. Potom povtorno će se sretnev me, će izlezev me i pak odnovo sekoj su svojte doblesti. Ovoj pat nito ta otide na seminar, nito pak jas izrabotiv nekoja potrebština. Rešiv me jednaš za sekogaš da si dokažeme ko je vo pravo. Si dadov me rok od jedna nedela. Sekoj neka napravi nešto. Bilo od alati, bilo od zborovi. Nešto koje će bide dovoljno ubedljivo za da go razubedi drugiot vo negovite stavovi. Rečeno, storeno. Sekoj za sebe si beše ubeden vo toa deka drugiot nema nikakvi šansi. Jas, na primer, mislev deka durije da donesam i najsitno nešto, na primer mala kutija za nakit, će bide nešto. Nešto što se gleda i dopira, nešto vistinsko. Ta neće može ništo da mi donese što će bide sostaveno od zborovi. A jas da možem da go držam vo raka i na kraj na krištata da mi posluži za nešto. Bev bezmalku srećan vo slatkoto očekuvanje na pobedata. Si otidov doma i vo zanes kakov što samo početnik može da go ima, se zatvori vo sopstvenata rabotilnica. Ja potkrenav mistrijata, no ja ostaviv. Zedov potoa čekan, mnogo bataliv. Izvadiv rende, mnogo vrativ. Zedov šajki da kovam, mnogi ostaviv. Ne znajev što da napravam. Nemav nikakva ideja. Ne mi doađaše ništo na um. Ništo veličestveno so što će možem da ja potvrdam moja ta sueta. Nešto autoritetno, nešto nesrušljivo, što će im posvjedoči i na idnite generaciji za moje to postojenje. Takavo baranje na ideja mi pomina nekoliko denovi vo kojima uskavično razmisluvav što li pravi ta, da li već ima nekakva ideja. Iskreno, golema beše verojatnosta ta već je da imala nekakva ideja. No, isto taka me tešeše i pomislata deka će nema dostojna izvedba. Za razlika od mene, koji što vednaš možev da izvedam bilo što. Zedov daski, šajki, lopati, zavrtki, navrtki, gips, cement, gi poslav okolo mene, no ništo ne mi doađaše. Možem duri da rečem deka mi begaše. Odednaš mi tekna, deka će bide najdobro da ja realiziram moja ta prva ideja. Drvena kutija za nakit i taka to će bide dovoljno. Da, što i fali na drvena kutija za nakit, ili pak za čuvanje slatki ili drugi skapocjenosti. Vo dogovoreno to vreme, tažni no smeli, se najdovme na jedan napušten poligon za vojni vežbi, koji što predstavuvaše najsodvetno mesto za obrazložuvanje na našite široki zamisli. Kako što pretpostavuvav, ta dojde so racete v džep. Beše poveće od očigledno deka ta izgobi. Bev siguren deka što i da mi kaže so zborovi, što i da so stavila, što i da napravila od dimenki ili glagoli, će predstavuva samo nižani zborovi koji što veter od tjegi raznese niz vselenata i nikogaš poveće nema da se vratat. A tamo vo vselenata neka pravat što sakat. Jaz dostojinstveno je izvadiv kutijata za nakit i ja podariv. Potoa ja prašav, da li konečno se uverila deka sum vo pravo. Me začudi to, što ta, namesto da se kaje za nezinata neumerenost vo izjavite, beše nasmejana i vedra,
kako nikogaš porano što ne sum ja videl. Celo vreme klimaše so glava vo znak na odobruvanje na to što proizleze od moje alati. No sepak nešto ne čineše. Nekoja jandza me stegaše. Ja prašav što napravila ta od zborovi. Ništo ne odgovori, samo se podistavi i 20 metri pozadi neja mi pokaže jedan sredovečen maš so mustaki. To i ja čekaše. Ta mi reče deka toj čovek što ja čeka, saka noti, osminki, četvrtinki, 16. I si zamina kaj nego. Gluposti. Kade se videlo so zborovi i noti grad da izgradiš. Olivera Tjorveziroska 1965. Souza Vuvo. Spored raskaz od Dogledanje Lusi od Anri Gugo. Umrev kako bolva, zašto ne sumejav da je odmrznam tajnata vo toplata odaja na zborovite. Ni svojata, a potem ni tvojata. Sega se zad mene je običan skok odovde do onde. Neštata što gi sakav, samata jas. Ti. Mi ostana vo praznoto od početokot do krajot na preskokot. Ne se ni doprev sebe si, a nadletav se. Strupoluvajti se na parketot vo spalnata soba na tvojata ljubovnica. Duri ne nikako pogodena žena, tuku kako smačkano štogode koje nekogaš bilo i letalo. Sega, koga ne sum ni Lusi, ni bolva, konečno znam deka je polesno da ja živeš odo što da ja umreš tajnata. Svoja, tvoja, čija i daje, zarobena vo rastojanije među dva zbora. Mnogu pred moja ta smrt, isto taka vo rastojanije među dva zbora, nadzrev deka imaš ljubovnica. Tvoja ta tajna cvrsto svitka na vomolkot, odednaš se odvitka pred mene, kako pateka po koja mora da se mine. Vo početokot somnežot mi kubeše drebni perduvčinja od dušata. No kako što odminuvaše vremeto, se počesto mi doađaše na deka tvoja ta tajna v sušnosti je odgovor na mojata što nikogaš niti ja bef otkrila. Deka umeam da se pretvoram vo bolva. Ne velam deka ljubeniot na ona što može da se pretvori vo bolva mora da ima ljubovnica, tuku deka ono što ima ljubovnica ne smije da ima ljubena što može da se pretvori vo bolva. Vosprotivno, stranite na veće vospostavenio triagolnik nikogaš neće može da se ispravat do tolku što da si legnat na pravata na sekoj ne vijeto. Napuštajki ja geometrijata na odnosite, se nepovratno se strmoglavuva vo jedna jedinstvena točka. Kraj na se. Rešiv da te sledam, za da vidam na što je obtegnato partalčeto na molkot među nas. Da trgnam po patekata što mi ja odvitka prednosete, kako što bi ja trgnale majkami i babami pred mene. Obete može ja da bidat bolva koga će posakat, kako što možele da vidat bolvi site ženi od naši otcoji so vekovi nanazad. No tije nego storile to, a što go stori fjas. Utroto pogolimata i histerična noćna karanica, koga ti rekov deka mora da rešiš, ili ta, ili jas, se skrivo tvoje to uvo sred sobstvenite bakneži, što so godini i so zadovoljstvo gi ostava v tokmu tamo. Godemne vse koje tvoje dviženje. Nadevajki se deka sepak ti otideš na nekoje drugo mesto, a ne kajneja. Zaludno. So rešitelnost kakva što reči si ne pomnam za tvoj očekor, migum se najdofme pred jedna nepoznata vrata vo zgradata blizu do našata. Denot ne sebeše ni otvoril, ne zadzvoniv me, ne potropav me, a mi ti vešto brcna vo džebote od pantalonite, što zacnošti do docnagi peglav, čekajki te da se vratiš. Izvadi ključ kakov što nikogaš ne sum videla deka imaš, zakačen na privrzok so sina prodzirna riba. Glasno je otključi bravata, ne vodeći smetka da li nekoj će te slušne, i vlegov me. Direktno vo nezinata spalna soba. Zbuneta od takvata poseta, ta skokna od krevetot i so širom odžagarenite oči, vo čije što sinilo jazgost dogledav sonceto na zabranetata strast. Reči si tegušna. Što je, Adame? Što se slučilo, mili? Eva, mora da prekine me. Ne možam poveće da živeam vaka.
Lucy doznala se. Cela noć razmisluvav i zaključiv deka dojdi, mili. Te razgovarame posle. Te pokali su svojte vljubeni zborovi silno povlekovajtjede soplota. Sednavme na krevetot. Ti, ta i jas, skrijena vo tvojeto uvo. Eva se mušna vo tebe, prefrlajtija je jednata noga preku tvojeto koleno. Izgledaše volšebno. Vo noćnica što poveće odskrivaše od koliko što pokrivaše. Ubava i sonljiva, so zlatni kadrici, što i padja vrzmalite cvrsti gradi i bosa nesovladljivo kopneše po tvojeto telo. Vidov deka te saka. Mi ostanuvaše ušte da vidam koliko ja sakaš ti. Eva, pristanite, molam. Mora da odam. Dojdov samo da ti kažem deka rešivo ti ne možem da živeam bez mene. Se ozari ta i, gospodi, počnavte da se baknuvate. Potkleknav pred ljubovta. Počuvstuvajte se višok. Tije se sakat. Si povtoruva v sebe si cvrsto rešena da se sočam so faktot deka sum napuštena žena. Sve što čeka vo toj mik, zasramena od sebe si, beše strasta da vi mine, da izlezeme nadvor. Moj ljube, nada me, da si se vratam sebe si, da si stanam Lucy, da si otidam doma, da plačam kako majka mi ili da bidam nedopirljiva kako baba mi. Togaš ti, moj Adame, grubo je otrgna plamnatata Eva od sebe i so glas koji gi otkući site moj setila svečeno reče. Bez neja. Ne možem da živeam bez mojata Lucy. Ja sakam žena mi i sonja te go pominam životot. Zbogum Eva. Strkala v golema solza. Od radost. Od vuzbuda. Od ljubov. Od strast. Nikoj ne bil posvećen od mene vo toj mik. Adame, moj Adame, znam deka vednaš je počuvstvuva mojata solza vo uvoto i so mehaničko dviženje, sakaj ti da go dopreš ona što go čuvstvuvaš, nebrežno me izvadi od mojeto zasolnište i onaka raznežneta me pomesti na svojot obraz. Povtorno sred mnoštvo to moj bakneži, što so godini i so zadovoljstvo gi ostavav i tamo, na tvojot nežen i sekoga štopol obraz. Eva ne možeše da se sozeme. Snagate i se treseše kako prat. Razgolenite gradi i se smalija, kamčinja se storija. Ako ga susita sila gi zafrli zlatnite kadrici na grbot, podskokna i se skrija dlabokovo nošnicata. Lavina zborovi se trkalaše niz nezinoto grlo, no ni tu jedna grutka zbor ne izleta od nezinite srcevidni usni. Vo rastojanje to među zborovite idiot i đubre, što mulkum se ispiša na nezinoto lice, ta uspeja da ti vrze šlakanica, podjednako strasna kako i baknežite od predmalku. I to po obrazot na koj me beše pomestil ti, Adame. Umrev kako bolva. Sakaj ti da go zdiplam partalčeto na molkot, ja skinav rubata na ljubovta. Zasekogaš. Gostoriv ona što ne gostorija majkami i babami, nitu koja bilo bolva od naši otcoji so vekovi nanazad. Se rasplakav dodeka se uštebev bolva i zato umrev. Majka mi v uvoto na tatkovi ne puštila solza. Iako to i izboruval na ljubovnicata, se najlošo za žena si. Za neja. A baba mi pak, nedopirljivata, zaspala v uvoto na dedomi, od što bila zdodevna i tivka preljubata. Ne žalam što strkala v solza od radost, moj Adame. Žalam što zborovite te sakam, ostana mrtvi na parketot zajedno so mene. Kalina Maleska, 1975. Nečovečkiot antagonist. Miron Ronijevski sedna pred svojot laptop i go otvori dokumentot za prevod. Nikogaš nemaše nekoj osoben stav kontekstovite što gi preveduvaše, bez razlika da li mu be interesni ili ne. Spored jednolično to čukanje po tastaturata i izrazot na njegovo to lice, nikoj ne bi možel da pogodi da li uživa vo ona što go čita ili mu je mačno izdodavno. Go otvoraše dokumentot na stranski jazik i na istio dokument najgore na stranicata
почнуваше со преводот на македонски. Секој пасус што ќе го преведеше на целниот јазик, потоа го бришеше во оригиналниот текст, а под него остануваа помалку пасуси што требаше да се завршат. На сите преведувачки задачи им приоѓаше исто, со книги и речници околу себе и со електронски речници отворени на интернет. Брзо и лесно ги газеше страниците пред себе, а текстот што требаше да се преведе исчезнуваше изгнетен од буквите на јазикот на кој преведуваше. Еден по еден, пасусите од оригиналот исчезнуваа и при тоа се менуваа со пасуси од преводот. Еден ден, кога Мирон Арониевски седна пред својот лаптоп и го отвори документот за превод, виде дека текстот е долг 200 страници. Како и секогаш го намести курсерот најгоре на страницата и почна да ги впишува потребните реченици. Го избриша првиот параграф од оригиналниот текст, откако го преведе на македонски. Помина така 5 страници, пишувајќи до длабоко во ноќта. Изморен, веќе не успеваше да ги догледа буквите пред себе, па реши да го исклучи компјутерот и да си легне. Гордо погледна во долниот лев агол од екранот за да го види вкупниот број страници, 200, и да си пресмета, иако тоа веќе го знаеше, но сепак секогаш си пресметуваше, дека му останале уште 195. Но, види чудо, текстот нараснал на 205 страници. И тој доби очајно чувство дека не се поместил од почетната позиција. Веднаш се расони. Отиде со курсерот на последната страница за да се увери дека она што го видел не е илузија. Последната страница беше 205-та. Си помисли дека се збунил уште на самиот почеток кога го отворил документот и дека текстот си имал 205 страници, а тој погрешно го запомнил бројот 200. Па добро, во тој случај, сепак има преведено 5 страници и му остануваат уште само 200. Но кога повторно го симна документот од електронската порака на која му беше испратен, виде дека првиот пат воопшто не се излажал. Документот за превод имаше сепак 200 страници. Тогаш, како можел да се зголеми со преводот? Мирон Арониевски беше преморен. Реши да поспие и да го заборави овој непријатен настан. А утредента ќе го гнете и ждере оригиналот толку жестоко, што вчас ќе се намали на 190 страници. Следниот ден Мирон навистина седна пред лаптопот и со буквите предизвикани од удирањето по тастатурата, безмилосно го топеше оригиналот. Секој преведен пасус на македонски значеше по еден избришан пасус од оригиналниот текст, по еден пасус помалку за превод. Тој е на 15-та страница. Бидејќи документот има 205 страници, значи му остануваат уште 190 за превод. Погледна во долниот лев агол. Вкупниот број на страници се беше искачил на 215. Мирон рипна од столчето ко попарен. Отиде да земе неколку книги што сметаше оти ќе му требаат. Се врати и повторно погледна. Бројката 215 безмилосно стоеше на екранот. Повторно стана. Пиеше вода. Ја поднамести под искривената слика на ѕидот. Го премести мобилниот на друга полица. Провери дали му работи пенкалото на масата. Кога се врати кај лаптопот, 215-ката се едно си стоеше во долниот лев агол, а испишаните редови на текстот беа одвај забележително виснати надолу во облик на лак, не баре му се смеат. Мирон инстинктивно се обиде да ги поправи со раката, но допирот на екранот не направи никаква промена во текстот. Потоа го затвори документот и одново го отвори. Текстот беше долг 215 страници. Во ред 215. Реши повеќе да не обраќа внимание на овој факт и продолжи да впишува букви со своето вообичаено темпо. Го газеше, гнетеше, топеше текстот на оригиналот. Кога преведе уште 5 страници, погледна надолу со надеж дека досега преведените 20 ќе значат дека му останале уште 195. Но долу, во левиот агол, врз сивата лента, го пишуваше бројот 220. Преведе 20 страници, а се уште му остануваа уште 200.
Miron go zatvori laptopot bez da isključi niti jedna programa na nego i izleze. Следните денови се обидуваше да го претрка текстот на секаков можен начин. Кога место уште 200, ќе му останат уште 199 страници. Тогаш ќе знае дека го победил. Тогаш макар и по 10 дена работа, ќе стигне и до 198-та. Па ако треба, нека мине цела година. Но секако на крајот ќе го преведе целиот текст. Но кога и да погледнеше до која страница стигнал и уште колку има, секогаш му преостануваа уште 200 страници. Тој факт никогаш не се менуваше. Додека Мирон со невидена брзина чукаше по буквите на тастатурата, прамените од неговата измрсена коса се креваа нагоре. Крвавите очи се испакнаа во облик на конус, а кожата му висна од јаболкниците. Мирон не престануваше да чука. Неговите прсти развија мускули посилни од бицепсот на пливачите, а тој не стануваше од столчето пред лаптопот. Од брзината на прстите се создаваше ветер што ги дуваше сите хартии и зрна сусам на масата и тие се разлетуваа наоколу низ собата како мал ураган. Беше сигурен дека со извонредната брзина најпосле ќе ги измами бездушните бројки и ќе го стопи текстот за една страница скришно од компјутерската програма. А потоа се ќе биде полесно. Ќе ги ждере, гази, гмечи пасусите од оригиналот и ќе ги преточува во буквите на неговиот јазик. Денови и ноќи пишуваше со брзина што ги надмина сите светски рекорди. Но колку страници да поминеше, секогаш му остануваа уште 200. Кога стигна до 200-та страница и виде дека бројот долу лево на екранот е 400, Мирон гневно скокна во екранот, низ кој се отвори портал, што го прими внатре. Мирон Арониевски се уште талка низ пределите на текстот. Текстот го гнете, го ждере, го гази, а Мирон полека исчезнува, се смалува, се топи. Толку е смален, што веќе се претворил во буква. И се уште јури напред низ страниците, додека и натаму се смалува, исплашен да не исчезне пред да дојде до крајот на текстот. А крајот никаде го нема. Зашто секогаш кога Мирон ќе успее да мине на следната страница, текстот се истегнува за една страница повеќе. Румена Бужаровска, 1981. Мојот маж поет. Го запознав Горан на еден поетски фестивал. Косата веќе беше почнала да му побелува. Сега му е веќе сосема бела. И мислам дека се надева дека тоа е дел од неговиот нов секси пил, како што ми рече еднаш. Демек се шегуваше, ама мислам дека сепак верува дека е во право. Сакав да го прашам дали и проречената коса и скалпот со боја и сјај на стопен па стврднат восок исто така му се дел од неговиот секси пил, ама се воздржав. Не прифаќа никаква критика. Веднаш се лути, а кога се лути, почнува да навредува. И така со денови се додека не направиш нешто понизно, за да престане да биде неподнослив, како на пример случајно да изрецитираш некој негов стих. Пред скоро време ми беше многу луд затоа што не сакав да ги прочитам песните што ги имаше напишано претходната ноќ. Немам сега време, а јутре, му реков. Немаш време за 3 песни, а? Осетив бес во неговиот глас и се пишманив што го одбив. Но веќе беше доцна. Што и да кажев, ќе беше погрешно. Па затоа само молчев. Ајде шетај, бубај си, ми рече и ми ја тресна вратата. Бубај ми вели секогаш кога спремам часови за следниот ден. Демек, ако навистина сум знаела историја, не сум требала да спремам часови. Ако знаеш, знаеш, ми рече еднаш и безобразно ме погледна во очи. А неговите песни навистина не сакам да ги читам, а уште помалку да ги слушам. Некогаш ме изложува и на тоа страдање. Кога бевме уште влюбени и немавме деца, ќе водевме љубов и потоа ќе ми шепкаше стихови на уво, додека лежевме задишени и испотени. Секогаш стиховите беа за некакви цветови, за орхидеи, затоа што го подсетуваат на пички, за некакви јужни ветрови, мориња, а споменуваше и некои екзотични зачини и материјали, како цимет и кадифе.
Нешто во стилот на тоа дека имам вкус на цимет и кожата ми е како кадифе. Например, дека косата ми мириса на море. Што знам дека не е точно. Зашто мајка ми еднаш ми призна дека косата ми смрди. Не се. Во таквите моменти неговите зборови ужасно ме возбудуваа. Повторно пламнував и сакав одново да водам со него љубов. Иако тој често не можеше веднаш. Па морав да си ги повторам сликите и зборовите што ми ги кажуваше, за пак да се возбудам. Сега веќе тоа не го прави, фала му на Господа. Од неговата поезија веќе толку ми се има згрозено, што не сакам ни стих да прочитам, а камоли да го слушнам како го рецитира. За жал, последново морам да го правам, сакала или неќела, бидејќи, како што веќе кажав, Горан многу се лути и не можам ниту себе си, ниту децата да не изложувам на нашиот конфликт. Откако престанавме толку да водиме љубов, почна наглас да ми ги чита, наместо да ми дава мене сама да си ги прочитам. Кога го гледав така застанат средедневната соба, под силната светлина на лустерот, што му го истакнуваше бабурестиот нос и нечистиот тен на лицето, полека почнав да сваќам дека неговата поезија всушност и не е баш добра. Често таа не се однесува на нешто друго, освен на тоа како тој пишува поезија. Мислам дека тоа сериозно го возбудува, дури и сексуално. Еве пример. Носи таа мириси како есен, растворени како капки дожд во очи. Зборовите ја прават моја песнава. Може ова не е и најдобриот пример, но само тој го знам напамет, затоа што последните стихови, зборовите ја прават моја песнава, некогаш ги рецитирам случајно, за да веќе не ми се лути. Демек си ги подпевнувам, тоа посебно му ласка. Оти од секогаш сакал некој музичар да ги срочи во мелодија неговите стихови. Тој не сваќа дека тоа е невозможно. Во неговите песни нема ритам, а често нема ни смисла. Тоа се некои празни фрази нафрлени овде-онде во различни стихови, па неукиот да си мисли дека тоа е кој знае што, кога ќе види некој екзотичен збор, како цимет или кадифе. Како јас кога бев млада и глупава и паѓав на такви трикови. Боже, колку сум била глупава, тоа е просто неверојатно. Едноставно не можам да си простам за тоа. Сакав да кажам за тоа како се запознавме. Реков веќе дека тоа беше на еден поетски фестивал. Јас бев таму во својство на преведувач. Бидејќи пред да почнам да се занимавам со предавање историја, преведував за да заработам по нешто. Во салонот од големиот хотел, каде што беа сместени сите поети и преведувачи, една вечер се собравме и пеевме песни. Сега знам дека сите тие поетчиња се правеа важни. Демек, не само што знаат да пишуваат поезија, не само што се такви чувствителни души, но тие се разбираат и во традиционалната музика, и изгора на тоа се музикални, умеат и да пеат. Тогаш се појави и нашиот Горан. Во стилот на вечерта беше облечен во една бела кошула извезена со традиционални мотиви. Морам да признам дека многу добро му стоеше. Горан сепак беше многу згоден. Ако размислам подобро, главно поради тоа се влюби во него. Имаше едни гради, како добро извајана скулптура, едни раменици и едни раце, силни, влакнести, да не сакаш да те пушти од нив, да сакаш постојано да те граба и да те носи некаде. Не се, Горан не седеше како другите, туку стоеше одстрана, подпрен на еден зид, наблюдувајќи со накривена глава. Одеднаш начека момент кога сите се стишија, се исправи и почна да пее една народна песна. Сигурна сум дека беше "Море сокол пие", оти сега знам дека друга не знае. Така театрално викаше со очите затворени и главата зафрлена наназад. Така му се мрдаше горе-долу јаболкцето во грлото, што ми личеше како некој петел што кукурига. Ми беше смешен, но истовремено му ги гледав рацете и градите и само си замислував како ме грабнува. Кога престана да кукурига, доби аплауз и ме погледна. Очите му беа малку солзливи, веројатно поради напорот од кукуригањето. Мене тогаш ми се сторија полни со тага. Веднаш ми дојде да го утешам. Вечерта го утешив во неговата соба. И така почна целата работа. Не престанува да оди по поетски фестивали.
Оди во секој момент кога му дозволува работата, која патем лошо ја работи. Можам да замислам што прави на тие поетски фестивали. Прво, носи пола куфер од неговите тенки книжулиња поезија со лоши пластични корици. Повеќето од нив ги преведе на англиски и на неколку балкански јазици, за да може странците полесно да ги разберат неговите празни блаботења. Јас не зборувам јазик што го интересира, така што досега не ме терал да преведувам за некое чудо. А мисли дека не ме бива за поезија, дека не ја разбирам, затоа што очигледно во последно време не покажувам голем интерес за тоа што го прави. А преводите на неговите песни се ужасни. Не во смисла на содржината на неговите песни и онака е празна, туку се граматички неточни. Тоа се должи на неговиот скржавлак. Сака да му се преведат песните, но не сака да плати за тоа. Па така секогаш наоѓа некои кутри млади девојчиња, кои веројатно ги заведува со неговиот зрел сексипил, и тие му ги преведуваат без пари или за мизерен хонорар. Неколку пати го имам слушнато како се пазари со нив. Како награда дава 10 примерока од неговата книга. Од тоа навистина се срамам, но што да правам. Откако ќе се врати од поетските фестивали, ми покажува фотографии направени со неговиот дигитален апарат. Често го дава некому за тие да го сликаат него. Па така има многу фотографии од тоа како тој рецитира поезија застанат пред некој пулт со микрофон, со една од неговите грди книжулиња во прстите. На сите фотографии ја има поетската фаца. Како што отворено му кажувам, затоа што тоа му ласка, не знам зошто, двете вејги му се благо подкренати, едната повеќе од другата, како да е загрижен, но и разнежен. Градите ги спакнува нанапред. Косата секогаш му е свежо миена и неретко му се вее на пролетното ветренце од приморските градчиња, чии фестивали посебно милува да ги посетува. На другите фотографии често има жени, всушност многу ретко има мажи. Од хостесите на фестивалот, младите девојчиња, не се плашам. Не верувам дека им се допаѓа, затоа што е премногу стар и смешен за нив. Сега мислам дека е заводник на една друга категорија, а тоа се дами, малку покрупни, со фалти околу половината и под мишките, каде што прслукот им го засекува салото. Носат тесни црвени или црни блузи. Косите најчесто им се црни и носат црвен кармен. Неретко на главата имаат некоја драматична шапка. Голема, блескава бижутерија ги краси нивните меснати прсти и вратови. Сакаат да зрачат со зрела женственост, со таинственост. Сакаат да мирисаат на цимет и гласот да им е мек како кадифе. Нека. Може би Горан ќе им помогне. Мене ми е гајле. Но некогаш ноќе ќе се припие до мене и ќе ми рече: Орхидео, отвори се. И јас се отворам. Иван Шопов, 1987. Генијалец. Запис пронајден во мемоарите на среќно оженет човек. Грд сум, глупав и дебел, но пред се длабоко среќен човек. Имам жена уште погрда од мене и не се чувствувам инфериорно покрај неа. Месечните примања од секогаш не беа многу ниски и единствената, но доволна причина за среќа беше нашиот син. Тој е премногу паметен и силен. Вистинско чудо од дете. Во основно училиште беше најдобар по математика, физика, хемија, физичко и музичко. Научи да свири на 5 музички инструменти. Победи на неколку меѓународни надпревари од различни области. Освои прво место на еден маратон и направи самостојна изложба на уметнички фотографии. Се гордеев со него. Беше се што не бев јас. Кога заврши основно училиште, го прескокна запишувањето во средно и истовремено се запиша на 3 факултети. Мислев дека на среќата и нема крај. И замислував колку почесни докторски титули го чекаат во иднина. Но, веднаш по запишувањето на 4-тиот факултет, државата го прогласи за национално богатство. Го заштити со закон и ни го одзеде. Национализацијата на детето силно ја потресе мојата кутра женичка, но мене сосема ме растрои. Со денови не престанував да плачам и со крупна шмиргла си нанесував рани по лицето и телото. Ваквата неиздржлива агонија
Ја прекина жена ми еден ден, кога ми кажа дека вистинскиот татко на детето не сум јас, туку некој ментално заостанат човек, пациент од душевната болница во која работи таа. Почувствував големо олеснување и тагата сосема исчезна. Навистина, повеќе немав со што да се гордеам. Но, откако државата го прибра детето во домот за генијалци, имавме многу повеќе време за интимност. Сега, среќата ја наоѓам во идиличниот брачен живот. Но се штрекнувам секогаш кога жена ми ја треска вратата, заминувајќи на работа.